Ве поздравувам директно од Младинскиот културен центар, каде што пред малку заврши музичката конференција посветена на новите правила или new rules во музичката индустрија. Еден од луѓето кои што зборува на панел дискусијата беше и Дуа Липа или таткото на Дуа Липа. Hello. Здраво. Претпоставувам не ви е прв пат во Македонија, како се чувствувате? Се чувствувам одлично, секој пат кога сум во Скопје. Македонската јавност ве знае како таткото на Дуа Липа. Каде е Дуа Липа, зошто денеска не е со нас? Таа работи. Во моментов се наоѓа во Лос Анџелес и навистина не може да биде секаде во исто време. Луѓето велат дека вие сте одговорни за успехот на Дуа Липа. Која е вашата тајна за глобален успех? Не би рекол дека сум одговорен за нејзиниот успех. Јас сум само дел од менаџерскиот тим. На еден начин сум советник на Дуа, но сум многу близок со целиот тим кој работи со Дуа. Која е вашата омилена песна од Дуа Липа? Искрено ја обожувам Genesis. Но на почетокот првата песна што ја навистина ја сакав беше Garden of Eden. Песната е Garden. The song is Garden. Кога веќе зборуваме за Дуа Липа, како вие ќе го дефинирате нејзиниот успех? Како таа стана глобална звезда? Денеска за ова разговаравме и на панел дискусијата. Не само за Дуа Липа, туку за секој артист во светот. Мора да бидете посветени. Мора да го сакате тоа што го работите. Да имате страст и мора да направите комбинација од сите овие работи. Но најважно е напорната работа. Мора да работите многу напорно за да доживеете ваков успех. Кој совет ти го дадовте на Дуа Липа кога таа ја стартуваше својата светска кариера? Дуа Липа има свој цврст став за работите. А кога сватив дека навистина сака да биде дел од оваа индустрија, беше многу сериозна да оствари музичка кариера. Следно што може да кажеме дека ќе бидам тука да ја поддржам. Што е следно од Дуа Липа? Во моментов го пишува својот нов албум. Таа почна да го пишува албумот минатата година. А во октомври следната година. Албумот треба да излезе и тоа е тоа. Дали може би познавате македонски артисти кои би можеле да направат глобална кариера? Во моментов не можам да се сетам. Јас сум old school рок музичар, па можам да кажам дека ги обожував реп и сол. Тие беа мојот омилен бенд. Но знам дека Македонија како и Косово има многу таленти и се надевам дека многу артисти од овој регион ќе успеат. One, don't pick up the phone. You know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. You have to kick him out again.